Анита, повторно добро вечер, како што кажа и ти од мојот роден град, ова е мојот роден крај, тука сум на домашен терен. Убаво е тука кога се видов со моите сограѓани да поразговарам со нив. Во Кичево мириса на снег, ако можам така да кажам. Ова дефинитивно е една студена ладна кампања, но ќе видиме дали ќе биде и снежна кампања. Секогаш кога се одржуваат митинзи тука во Кичево, инсистирам да дојдам во мојот крај да ги следам митинзите на политичките партии. Вечерва коалицијата предводена од СДСМ беше вечерва тука, се обрати пред кичевчани, им ги кажаа пораките и тоа што им нудат доколку победат на предвремените парламентарни избори закажани за 11 декември. Слушнавме дел од програмата на коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз. Тоа е наречена програмата е наречена План за живот во Македонија. Се обрати лидерот на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев, носителот на листа во петата изборна единица Радмила Шеќеринска и кандидатите за пратеници тука од Кичево. Би сакала уште еднаш да потсетам дека побаравме да ни се обезбеди од општинскиот комитет од штабот на СДСМ тука во Кичево, побаравме да ни обезбедат еден кандидат за пратеник од овој крај, но не информира дека кандидатот Ево Демир Хисари дека нема да може да биде дел од ова мобилно студио и да поразговараме за тоа што им нудат тие на граѓаните доколку влезат во законодавната, доколку станат дел од законодавната власт. Инаку, да, имав можност да поразговарам со кичевчани и да поразговарам со еден бранител од 2001 година. Станува збор за Гулаб Сарафиловски, исто така имав можност да поразговарам и со граѓани кои излегоа тука вечерва да го слушнат митингот на Социјалдемократскиот сојуз, да ги слушнат пораките кои ги испраќа опозицијата и како тие ќе ја бараат довербата од граѓаните. Велат дека нели ќе излезат да ги слушнат сите пораки, да донесат конечна одлука на 11 декември за кого ќе гласаат, но ако можам да кажам слободно, разочарани се од онаа територијална поделба со која Кичево Кичево на последните локални избори доби односно градоначалник Албанец. Инаку за локалните избори тука во Кичево можам да кажам исто дека имаше едно единство и сплотеност кога и ВМРО-ДПМН и СДСМ застанаа позади еден кандидат за градоначалник. Подоцна ќе ги слушнеме и поентите од моите соговорници. Колешката Јана Јосифовска ги има од Зоран Заев поентите. Токму така, ќе се вратиме кај тебе да видиме што велат граѓаните, но прво да чуеме што беше кажано од бидата во Кичево од страна опозицијата и лидерот на СДСМ Зоран Заев. Јана е надвор, ќе ја вклучиме веднаш, па ќе се вратам Бојана на тебе. Јана, што беше кажано, кои се пораките кои што опозицијата ги испрати вечерва до кичевчани? Така, Анита, лидерот на СДСМ Зоран Заев вечерва на вечерашниот митинг на кичевчани им порача дека ќе се отвараат нови работни места, како што рече, доколку тие добијат на предвремените парламентарни избори на 11 декември, им вети на кичевчани отварање на нови работни места во Осломе и секако најави подобрување на функционалноста на Осломе. Исто така, најави отварање на нови детски градинки и реконструкција на училиштата. Секако ова е дел од изборната програма наречена План за живот во Македонија на коалицијата предводена од СДСМ. Исто така Заев порача дека ќе се намалувало согласно нивната програма ДДВ-то за 15%, односно ќе им се враќало на народот. Исто така посочи дека ќе се направеле сите можни напори од нивна страна за да се подобри животниот стандард на кичевчани. Во однос на оние најави од изминатиот период од опозицијскиот лидер околу пошироката употреба на албанскиот јазик на целата територија на Република Македонија, Заев тука вечерва од Кичево порача дека според него Македонија е унитарна држава, а мултијазичноста, како што рече, е конституирана, односно содржана во Уставот на Република Македонија. Во продолжение предлагам да слушнеме дел од изјавата на лидерот на СДСМ Зоран Заев. Дека не биле правата на албанците доволно застапени
во Скопје или во Куманово. Правата на македонците се еднакви во Кичево, во Тетово, во Гостивар. Правата мора да бидат еднакви на сите. И што ќе се правиме на удрени? На то шо? Ќе дојде некој од Америка, од Брисел да не ослободи Македонија? Не, фала Богу, пријателите од Западот имат одлични намери со ова наша мала земја. Тие ни се големи пријатели. Тие сакат Македонија да успее. Сакат овој народ да биде среќен. Сакат Македонија да биде членка на НАТО и на Европската унија. Ајде да престанеме да зборуваме за помалку или за повеќе права. Правата мора во 21 век да бидат заокружена работа, да бидат еднакви, да бидат рамноправни. Само на тој начин можеме да се избориме за квалитетен живот. Така, Анита, исто така да напоменам дека изборниот караван на опозицијата, предводена од социјал-демократите, утре ќе одржи митинзи според најавите во Гостивар и Тетово, односно во 6-та изборна единица. А исто така, на вечерашниот митинг своје обраќање имаше и подпредседателката на СДСМ и носителка на изборната листа Радмила Шекеринска, а се обратија и дел од кандидатите за пратеници од изборната единица 5. Ти благодарам, Јана, за ова вклучување. Сега се враќаме внатре во автобусот во мобилното студио на телевизија Нова. Бојана се уште е таму. Бојана, можеш ли да ни доловиш барем дел од она што кичевчани ти го кажа, оние со кои што можеше да разговараш? Што ти е вела за сите овие најави и на опозицијата, за сето она што им го нудат политичарите? Рековме вечерва таму СДСМ и опозицијата, додека во сабота кичевчани ќе бидат посетени од страна на коалицијата за Подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН. Што велат граѓаните? Анита, прво да кажам дека кога разговарав со граѓаните велат дека меѓуетничкиот соживот, дека соживотот тука во Кичево е добар, дека и македонците и албанците живеат убаво, но не се согласуваат со оние најави за излегување од рамките на рамковниот договор за воведување на двојазичност, бидејќи сметаат дека албанците во Македонија ги имаат сите права и дека тоа е усвоено токму со рамковниот договор. Зборувавме и за гласачките навики на кичевчани тука, како е рекоа дека и во утринските, но претежно во попладневните часови се излегува на гласање. Велат дека досега не се забележани поголеми инциденти за време на изборниот ден, но и за време на изборната кампања тука во Кичево, дека очекуваат и ово 11 декември денот да помине мирно, сите да излезат и да си го дадат своето право на глас. Споменав и кога се во моето претходно вклучување дека разговарав со еден бранител од 2001 година, дел од Сдруженијето на бранители Бедем, кој говореше токму за оние најави за воведување на двојазичност и за излегување на напуштање на рамките на рамковниот договор, па предлагам тука да го погледнеме неговиот став. За разлика од онаа програма што завчера во Охрид ја представи ВМРО ДПМН, сметам дека е поинаква и резултатите се евидентни. Очигледно дека е евидентна ситуацијата кај ВМРО ДПМН од причини што сите работи што претходно ВМРО ДПМН ги представи пред своите гласачи, пред електоратот на Република Македонија, дека ќе гради, ќе твори и ќе направи добри дела за државата. Социјалдемократскиот сојуз нема со што да се пофалат и сметам дека нивната кампања ќе биде малце побледа во однос на желбите на кичевчани. За сегашниот случај кој лидерот на Социјалдемократскиот сојуз, господинот Зоран Заев, имат, според мене, невидени мегаломански апетити, кои пак, ќе речам, според мене и според останатите кичевчани и верувам дека и грото од македонците во Република Македонија, тоа е ветар во магла и тие работи не може да се остварат затоа што рамковниот договор е во рамка и таа рамка не може да се тегне, тоа не е еластик како што замислуват Заев.
Така, Анита, го слушнавме ставот на Гулаб Сарафиловски од Кичево, бранител од 2001-та и дел од Сдруженијето Беда. Овие изминати 3 дена сме во петата изборна единица мобилното студио на телевизија Нова. Тргнавме од Охрид, каде што ја стартуваше кампањата ВМРО ДПМН. Вчера бевме во Струга, денеска сме во Кичево, но вечерва заминуваме од Кичево и утре се враќаме во првата изборна единица, ги следиме митинзите во Скопско. Секако, ово е автобусова мобилно студио на телевизија Нова, како што каже и ти, ќе потсетам уште еднаш и јас дека ќе патува од град во село, ве информираме и ви ги пренесуваме пораките кои политичарите во овој предизборен период ги испраќаат до граѓаните и ја бараат довербата од нив. Студио.